Добре дојдовте во новата епизода на Се за деца. Место каде што секоја тема, секој разговор и секоја активност се движи околу она што ни е најважно – децата. Денес ве водам на едно интересно и многу корисно патување низ детското здравје, играта и семејните приказни. Сместете се удобно. Започнуваме. Во првиот дел од емисијата зборуваме за тема која многу родители ја слушаат, а ретко добро ја разбираат. Шум на срце кај децата и потребата од кардиолошки преглед. Што значи, кога е безбедно, кога треба да бидеме внимателни и како изгледа еден преглед. Шумот на срце би рекла дека е еден звучен феномен кој што се слуша при аускултација на педијатарот со стетоскоп врз градниот кош кај детето. Шумот на срце може да настане од различни причини, значи затоа најпрвен треба да објасниме дека во групата на шумови имаме физиолошки шумови или функционални шумови или нормални шумови кај деца и другата група се така наречени патолошки шумови. Ако зборуваме за физиолошките шумови или функционалните шумови, тие најчесто настануваат кога крвта поминува, односно тече, низ валвулите кои што постојат внатре во срцето. А додека кога зборуваме за патолошки шум, во тој случај тој шум настанува кога крвта поминува низ отвори кои што не треба да постојат низ срцето или пак кога поминуваат низ стеснати валвули или други стеснати делови од крвните садови. Децата кои што заредовно се носат на педијатриски прегледи, шумот најчесто го открива педијатарот. Па оние симптоми кои што ги забележува родителот се најчесто симптоми кои што преизлегуваат од претходно дијагностицираната срцева мана, односно кардиопатија, и тоа би било на пример забрзано дишење, потешко дишење, заморување кај доенчето кога го пие млекото, односно при исхрана на детето. Потоа може да се појави при плачење, помодрување, односно цијаноза на лицето и на целото тело, и исто така како други симптоми би можело да биде ненапредување во телесната тежина. Но кога станува збор сепак за функционалните шумови, кои што се нели најчести и кои што велиме дека има дури 80% од здравата детска популација, тие дечиња немаат никакви симптоми од страна на срцето, односно секој друг симптом кој што би се појавил кај дете, дали би било замор, малаксаност, одбивање на храна, а претходно е се дијагностициран невин шум, значи тие симптоми кои што ги забележуваат родителите секако не потокнуваат од срцето. Со тек на растењето, значи како детето достигнува зрела возраст, значи тоа е завршување на пубертет, срцето зазема нормална позиција како кај сите адултни особи, потоа добива значи нормално физиолошко масно ткиво околу себе, така што тие физиолошки нормални или функционални шумови исчезнуваат и таа адултна особа повеќе нема шум. Ако зборуваме општо за конгениталните кардиопатии, треба да кажеме дека тоа се срцеви грешки кои што се појавуваат односно веднаш после раѓањето на детето. Децата кои што се родени со срцеви мани ја добиваат својата дијагноза најголем процент до крај на првата недела, околу 50%, а додека 100% од дијагнозата се поставува до крај на првата година. Тие срцеви мани кои што ги имаат децата на самото раѓање можат да бидат поделени значи на потешки срцеви мани, ние ги означуваме како комплексни кардиопатии, и другите се полесни срцеви мани кои што тука накратко би се задржала дека дел од нив бараат само следење, дел од нив можеби покасно во детството би барале некоја терапија или пак помал број од нив би барале операција, но покасно во текот на животот. Токму поради тоа дијагнозата на овие комплексни кардиопатии мора да биде благовремена, затоа што најчесто кај нив потребно е многу рано да се направи хирушка корекција, односно операција, но би рекла дека дел од тие цијаногени, така наречени мани, се и инкомпатибилни со животот, а дел од нив потребно е да се направи помошна операција, односно тоа се вика палијативна хирушка интервенција, која што би овозможила да телото на
во почетокот, значи новороденото или доенчето, покасно детето, добива доволно количина на кислород и хранливи материи со што организмот правилно би растел и би се развивал и во еден друг период од животот би се направила некоја конечна интервенција. Но сепак од комплексните конгенитални кардиопатии би издвоила мал процент кои што никогаш не можат да дозволат и покрај хируршките операции да срцето биде онакво какво би требало да биде при кај здравите деца и секогаш значи хируршката и последната хируршка интервенција би била палиативна, со што значи би се овозможило само еден правилен раст и развој на детето. Како и да е, значи сепак децата и со комплексни кардиопатии имаат квалитетен живот. Еден од најчестите, би рекла, знаци кои што наведуваат за понатаму да се продолжи во диагностицирањето е срцевиот шум кој што се слуша со аускултација. Значи, првиот метод на диагноза е аускултација. Потоа други методи кои што се користат за диагноза, тоа е електрокардиограм, односно накратко познат како ЕКГ. Потоа тука се прави рентген на бели дробови со срцето, потоа имаме компјутер на срце и крвни садови, магнет на срце и крвни садови. Но како една од најчесто и секојдневно преминуваните методи, кои што воопшто не му штетат на детскиот организам кој што е во развој, тоа е ехокардиографијата. Кога зборуваме за ехокардиографијата, би рекла дека таа е многу важна уште во пренаталниот живот, заради тоа што веќе до 19-та гестацијска недела од бременоста треба да се направи добар преглед ехокардиографски, тоа се вика фетална ехокардиографија, со која што би се исклучило постојање на некоја срцева мана која што ја носи фетусот во себе. Ехокардиографијата, значи, може да се прави онолку пати колку што треба. Таа воопшто не е штетна ниту за срцето, ниту за општиот раст и развој на детето. Колку и како треба да се направи ехокардиографија, секогаш го одредува тоа педијатрот кардиолог кој што го следи детето, а тоа све зависи, значи, од типот на срцевата мана, потоа зависи од симптомите кои што детето ги има. Се уште точниот фактор зошто се случуваат тие срцеви грешки не е откриен. Се смета дека некаде околу 8% припаѓаат на генетските фактори, што значи дека кардиопатиите можат да се пренесуваат од генерација во генерација, но како што оди нели медицината напред, сега е дознаено дека и определени гени исто така доведуваат до појава на конгенитални кардиопатии. Понатаму друго се хронични, најчесто неконтролирани болести кај мајката, како што е висок притисок, потоа диабетес мелитус или други хронични неспецифични воспалителни болести. Секако навики кај мајката кои што се штетни, како што е пушење цигари, потоа алкохол, конзумирање на дроги и надворешни фактори како што се разни типови на зрачење. Често пати забележуваме дека дечиња кои што веќе неколку години спортуваат од X причини, како што се промени во ЕКГ или покасно слушнат шум, доаѓаат на преглед кај детски кардиолог и тогаш може да се откријат определени срцеви мани или промени на ЕКГ-то, со што понекогаш нели треба и да го забраниме спортувањето. Затоа мој совет како педијатар кардиолог е секое детенце кое што има намера активно да посетува спорт, да дојде со своите родители, да се направи еден ехокардиографски и електрокардиограм, за да исклучиме постоење на проблем кој што подосна би му сметал во спортувањето. Сега преминуваме во еден сосема поинаков свет. Свет на елеганција, дисциплина и игра. Бевме во посета на час по балет, каде малите балерини чекорат, вежбаат, се смеат и учат како преку движење да го изразат она што го чувствуваат. Балетот не е само танц, тоа е лекција за држење, самодоверба и упорност. Балетот е грациозна и дисциплинирана уметност која преку сценските движења раскажува приказна.
Им помага на децата да развијат својата креативност, самодоверба, но и физичка кондиција и да надминат одредени здравствени потешкоти. Совршен е и како хоби што ги учи децата на упорност, ред и изразување преку танц. Една балетска кореографија се работи подолго време. Многу е зависно тоа за кој тип на балет се работи, дали е класичен, дали е модерен, формацијата, дали е дуо, трио, групна кореографија, за која возраст се работи и дали имаме некаква тема или сме слободни. Кореографиите по големиот број јас им ги смислувам. Не би рекла дека е тешко поради тоа што се работи со многу талентирани деца. Навистина ми е чест да работам со овие деца и бевме на гостување, односно имавме проект заедно со Факултетот за музичка уметност при УКИМ и заедно со Државното балетско училиште Илија Николовски Луи, каде што ние како студио бевме поканети. Ја изведувавме представата Велеградски варијации. Од исклучителна чест ни беше, како на мене, така и на девојчињата, да ја споделат сцената со професионалци. Настапува повеќе пати во Македонската опера и балет, но настапувавме и надвор од Скопје со истата. Конкретно во нашето студио имаме две возрастни групи. Имаме помалечка група од 3 до 5 години и поголема група. Кај помалечките се запознаваат со основата на класичниот балет, се запознаваат со основните движења, додека поголемите веќе ја учат терминологијата, каде што веќе сме навлезени подлабоко во класичниот балет. Имаме различни методи со кои што работиме, кај помалечките преку приказна, преку нешто што им е блиску, ги совладуваме елементите, додека кај поголемите, како што кажав, веќе со терминологијата се снаоѓаат. Постојат физички предиспозиции, но на истото, доколку некое дете може да се работи, потребно е повеќе труд, но може да стане балерина и доколку нема првично предиспозиции. Како опрема за часот, конкретно за класичен балет зборувам, потребни се хулахопки, трико, сукњичка и балетанки. Додека за настапите, во зависност од која возраст и за кој стил се работи, може да има фустан, пачка, зависно од улогата. Во модерните, во джез танците се други костими се користат. Исто така во класичниот балет, од повозрастните настапуваат со шпиц патиките. Имаме 2 пати неделно, по саат време. Би рекла дека е напорно, но можам да видам кај децата љубов и едва и чекаат да доаѓаат на тие тренинзи, што навистина ми е драго дека не го гледаат како обврска, него како рекреација, што навистина сакаат и покрај часовите работат дома и стрикни доаѓаат да ми покажат што успеале да усовршат, што не успеале на часот. Тренирам балет скоро 4 години, ама и пред да ме запишат, пред да ме сватат сериозно родителите, тренирав и дома вежбав и многу го сакам балетот. Тоа сакам да бидам кога ќе пораснам, сакам да бидам балерина. Оваа година ми е 4-та година и многу интересно. Балет не е многу напорно. На часот по балет не можеш некоја вежба да направиш и дома ќе пробаш повеќе пати и ќе успееш да ја направиш. Многу сакам да играм балет, зашто балетот е за мене многу убава уметност. Сакам да играм балет, дека балерините се сепак многу нежни, интелигентни и сакам да работам во опера и балет. Кога ќе пораснам, сакам да бидам наставничка по балет. Имаме како модерен балет со побрзо играње, со поспоро и тоа е некако убаво. Да, не е тешко да баш да се стои на прсти. Многу го сакам балетот, многу ми се свиѓа. Балетот не е само уметност и рекреација, туку и начин да се дојде до подобрување на некои здравствени состојби.
Денеска се повеќе има студии каде што докторите ги испраќаат децата да посетуваат часови по балет, за да не дојде до искривување на кичмата. Исто така имав јас конкретно примери кои што ми дојдоа девојченца кои што се пратени ортопед поради проблеми со стапалата и кои што по веќе неколку месеци, што е краток период, виделе веќе подобрување на моја среќа. Сепак оваа активност се уште се смета за женска и недостатокот на балетани е очигледен. Но балетот како табу за машките деца треба да се надмине. Недостатокот на машки членови се должи на стереотипите кои што ги имаме, но мислам дека полека се надминува тоа. Имавме конкретно за помалечката група интерес годинава, за жал не се оствари, но се надевам дека понатаму би имале повеќе машки членови. Мислам дека еве и во операта веќе се зголемува бројот, така да се надевам дека и во приватните студија исто. Модерните танци предначат по посетеноста и заинтересираноста за нив во однос на класичниот балет. Би рекла дека кај нас можеби повеќе интерес има за модерните представи, класичните не во таа мера. Се надевам дека ќе се променат работите. Сметам дека балетските студија и основните училишта исто така и средните треба да поттикнат да се посетуваат балетски представи. Може би сепак некој ќе се пронајде и ќе реши да продолжи. И сметам дека ќе има многу напредок и подобрување доколку некој има здравствени проблеми од типот на затворени стопала, искривување на кичмата, но и без тоа е убава уметност да се посетува. Балетот ни покажува дека секој чекор, мал или голем, може да биде дел од една поголема приказна, а децата што ќе се запознаат со овој танц, учат да веруваат во себе и во магијата на трудот. Нашите денешни соговорници, Мими Јовановска и сопругот Филип Нуневски, ќе ни ја раскажат својата родителска приказна. Кои моменти им се најубави, како се промениле откако пристигнал Никола во нивните животи и какво дете е тој. Еден топол, искрен разговор кој ќе допре до секој родител. Ево, кажи, како се викаш? Никола. Никола! А колку годинки имаш? 2. А како се презиваш? Нуне. Никола е навистина едно хиперактивно дете кај што не застанува, значи навистина е предизвик. Се уште не му е јасно што се случува. Тоа нашите родители често кога го чуваат дома и ќе ни пратат некој видео како он пее со нас, или често пати кога сме ние на некоја прослава или кај да свириме, мајка ми која највеќе го чува мајка ми него, и кога ќе ни се јави и он пее со нас. Значи позитивно е секој пат. Не е да кажеме тоа ние деца што постојано не знам и да не види ке плаче или ке не бара, не, постојано е позитивно у секоја смисла. Кога сака се може, ние си имаме добар план, добар распоред, имаме време и за него, секако, мислам, нормално, и време и за нашите врски, ама гледаме колку што можеме повеќе да сме со него. Секој пат гледаме да му посветиме највеќе внимание на него. Време, секој имаме планови понатаму за второ дете, јавува секој ден јавува желба зашто, знаеш како ги поминуваме сите денови со него и гледаме дека секој ден ни расте, секој ден ни е некој новитет ке него, а ни е жал за оно што веќе поминува, така да се поголема желбата за второ дете. Умилена игра, секој ден дома пееме, така да Никола е многу, можам да кажам, музикален, многу сака музика и секојдневно ни е тоа. Дома свириме, пееме и навистина ни е многу забавно. Ние купуваме само гитари, нови, пошто тоа му е една мала мана да ги крши. Али кој дете не крши инструменти и мислам и играчки како и да е, али проева за све, буквално све што ќе види дека ние свириме, сака и тој да пробува. Исхраната на Никола е здрава, значи цело време гледам да готвам нешто што е
доста витамини, го подготвувам цело време, он многу сака да јаде манџи, што среќа, сака да јаде манџи, суп и некои такви работи. Нормално, сака и благи работи, но гледам тоа да е во поздрава варијанта. А секој родител му е желба да си го види детето и да си го замисли нели во најдобро светло. Ние ќе се потрудиме како млади родители нели во текот на годините што ни остануваат да го воспитаме најпозитивно, да цени, да почитува, тоа е најбитно во овој свет, така да ќе се потрудиме наистина. Современиот свет носи едно ново секојдневие – екраните. Со специјален едукатор ќе зборуваме за тоа колку време пред екрани е премногу, како може да влијае на развојот на детето, кои навики можеме да ги создадеме дома и како да најдеме здрава рамнотежа меѓу играта, учењето и технологијата. Детскиот развој не е линеарен и тој самиот по себе представува една огромна низа на промени, на растење, на раст и развој кај детенцето, кои што се случуваат во текот на неговиот живот. Во самиот тој процес на раст и развој многу влијае општеството, околината, а најмногу се влијае домашната средина, односно начинот на кој што детенцето расте и се развива. Секое задоцнување или отстапување од развојот мора навремено да биде детектирано од страна на родител и да се побара стручна помош. Понатаму, таа стручна помош, односно специјалниот едукатор и рехабилитатор, логопедот или педијатарот треба да додадат иницијална точка за почеток на третман врз кој ќе се базира и подоцна самото третирање. Не смееме да заборавиме дека во целиот тој процес родителите се многу важна улога, имаат и алатка во целиот тој процес, затоа што треба да бидат активни членови во процесот на третман, затоа што родителите се оние кои што поминуваат најмногу време со детенцето, а специјалниот едукатор и рехабилитатор е оној кој што може да го води целиот процес на третман. Сега кога зборуваме за раст и развој и современ начин на живење, еден од тие кои што ги дискутиравме се екраните. Екраните сами по себе од една страна може да ни бидат одлична корисна алатка за стимулирање на развојот, за поттикнување на социјални вештини, за учење на домашна средина, учење на навики, учење на функционирање во семејството, учење на нови информации, на доградување на веќе совладаните вештини, а од друга страна може да ни биде тотално некорисна алатка кога времето поминато кај нив е зголемено, кога не се внимава на содржината, кога се начин само за да се одбегне емоциите, кога се начин само да се смири детето, кога се начин само да јаде или да спие, во тој случај имаме многу низа на негативни последици, особено кога се во прашање првите 2 до 3 години од животот на детенцето. Овој период е многу важен, тука е таа невропластичност на мозочето за која што сите зборуваме. Во секојдневната пракса се покажало дека и екраните можат да директно да влијат и врз моторниот развој. Односно, пример, лазењето, исправањето, следењето на играчки со поглед, реагирањето на име, појавата на социјална фацијална експресија, насмевка, самото проодување, координацијата, ритмот, балансот може директно да го засегнат затоа што не е стимулиран. Едноставно детето е седнато во една положба и во таа положба го поминува времето, а при тоа не се стимулираат оној моторен развој кој што е од огромна важност за самиот раст и развој. Тоа покажува дека деца кои што се изложени во раниот временски период пред екрани остваруваат помалку игра со врсници, остваруваат помалку време поминато надвор, остваруваат помалку движење, што е клучно за еден раст и развој во овој временски период. Понатаму имаат создаваат низи на бихевиорални проблеми, односно проблеми со однесувањето. Често екранот знае да биде поврзан со агресија и самоагресија. Неможноста со справување со сопствените емоции и неможноста вербалното да се искаже проблемот во таа ситуација настанува низа на бурни реакции во која што родителот најчесто што ја прави грешката го враќа екранот и на тој начин детето само научило како се однесува и како со
со таа бурна реакција или со тоа бурно однесување стигнало до работите што во тој момент ги сака. Она што е важна препорака од сите стручни лица кога е оваа проблематика е дека дете од 0 до 3 години не треба воопшто да поминува време пред екран. Подоцна сето тоа треба да биде временски ограничено, во насока на најмногу да се внимава на содржините и начинот кога се употребува. Тоа значи дека најдобро е да се има, кога се работи за деца, најдобро да се има интеракција со друго лице. Понатаму, убаво е да се избегнуваат екраните кога детенцето јаде, затоа што не се фокусира на јадењето, не се фокусира на самата активност, туку е едноставно занесено во екранот и не ни е свесно. Имаме деца кои што не ни се свесни колку храна внесуваат. Едноставно само тој процес трае додека самата содржина е прикажана на екранот. Дополнително, како препорака е да не се користи екранот пред спиење. Многу употребата на екран пред сонот најде оние брзи светли бои да го излажат мозочето дека е ден или дека треба да вклучува некакви мозочни импулси, а во тој временски период треба да се спреми за спиење, да сонот да не биде како едно од важните и клучни елементи врз одморот, врз растојот и развојот, затоа што самиот нарушен сон директно може да го засегне и секојдневието и развојот на детенцето. Понатаму јазикот на кој што се самите екрани прикажани. Ние сме сведоци на дечиња кои што се изложени на странски јазик во првите неколку години од животот и тоа интензивно, кој што директно влијае понатоцна врз развојот на говорот и комуникацијата. Тука огромна е улогата на родителите, односно и многу е важно и колку тие поминуваат време пред екрани, затоа што токму родителот е моделот на однесувањето на нашето дете. Пример, доколку сакаме нашето дете да помалку време да поминува екранот, мораме и ние помалку време да поминуваме пред екранот, така да затоа што тие се огледало на нашето однесување. Доколку детенцето изрази некаква желба за одредено видео, анимација или слично, ворете да му се прикаже, ворете да му се покаже, меѓутоа да има објаснување и рационално појаснување на работите што се случува таму и да знаеме дека е спремно да го обработи тој цел процес. Од крај, како и секогаш, ви подготвивме предлог за анимиран филм кој ќе ги израдува децата, но и родителите. Умилениот јунак на сите генерации, сунгерот Боб Панталоновски, овој пат во потрагата по Панталоновски. Доза носталгија и семејно уживање. На 19 декември се очекува премиерата на четвртото продолжение на приказната за омилениот сунгер на најмалите, сунгерот Боб. Во четвртиот долгометражен филм за сунгер Боб, нашиот умилен Шолт сунгер се соочува со најголемата авантура досега. Во потрагата по Панталоновски, сунгерот Боб е принуден да го напушти својот безгрижен живот во бикини ботам и да замине во непознати океански длабочини, за да се соочи со легендарниот летечки холанѓанец. Целта? За да го спаси својот дом и пријателите од мистериозна закана, што ја загрозува иднината на целиот подводен свет. Во авантурата му се приклучуваат верните другари Патрик, Сенди, Сквидвард и мистер Крабс. Заедно откриваат нови, непознати локации, запознаваат интересни суштества и се соочуваат со предизвици. Paramount Animation се надмина себе си со ова продолжение. Визуелниот стил е значително понапреден, со живописни бои, длабоки сенки и неверојатни 3D ефекти, кои го прават океанот да изгледа магично и реално. Секоја сцена е исполнета со детали кои ќе ги забележат и најмладите гледачи, а динамичната монтажа и комичниот тајминг го прават филмот вистинско визуелно уживање. Филмот ја задржува познатата комична енергија на Сунгер Боб, со брзи, забавни реплики, сладка иронија и моменти што ќе ги насмеат сите генерации.
Ханс Цимер состава нова музика, која е енергична, динамична и инспирирачка, а песните се замислени да станат хитови меѓу младите. Потрагата по Панталоновски ја нагласува важноста на пријателството, вербата во себе и храброста да се соочиш со непознатото. Децата ќе научат дека соработката и љубовта се најмокните оружја, а возрастните ќе најдат носталгичен шарм и препознатлив хумор. Зошто да го гледате? Во ова проложение имаме уште едно враќање на еден од најпознатите анимирани јунаци. Имаме спектакуларна анимација и свеж визуелен пристап. Нови ликови и авантура со стари омилени херои. Мешавина на комедија, музика и инспиративни пораки. Ова беше уште една епизода на Се за деца. Исполнета со корисни совети, нежни приказни и активности кои ги охрабруваат малите да растат среќни и сигурни. Ви благодариме што ни го подаривте вашето време. Продолжете да ги негувате љубопитноста, играта и блискоста со вашите деца. До следната емисија, бидете добро и нека ви е секој ден исполнет со детска радост.